Во кафич не сте се виделе Сашо Мелков? Во кафич сигурно не. Сигурно? Тоа 100%. ИФМС се смета дека е близок на министерот за внатрешни работи, и ако вие сте навидом во конфликт со министерот за внатрешни работи, вела дека сте во многу блиски релации со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кај што го велича Оливер Спасовски, но ве напаѓа вас. Значи тој е сепак добро информиран институт во Словенија, кој е добро информиран со состојбе во Македонија и тука во Западен Балкан. И излегува со на ваква информација во 3 наврати. Во 3 наврати излегува со на ваква. Излезат 20 наврати. Ви гарантирам дека со Мијалков не во 2020. Никогаш во живот немам седнато во кафич кафе да пијам. Сашо Мелков ви се предава вас. Го нема 48 часа. Вториот капиталец е во бегство. Според едни информации не избегал, се крие дома. Според вторите информации сепак избегал и ја напуштил територијата на Република Македонија. Случајот на истрага на самото бегство, значи на самото бегство, го води поранешната обвинителка или портпаролка на специјално тајно обвинителство Ленче Ристевска. Но вие сте вклучени, кај вас се предава, доаѓа адвокатот на Сашо Мијалков и вие го договарате примопредавањето. Од каде доаѓа Сашо Мијалков кога случајно Мишко Иванов го начекува пред обвинителството? Не, Мишко Иванов случајно не го начекува. Кога дојде адвокатот на Сашо и... За кој адвокат, пошто има повеќе адвокати, за Василев? Да. За Василев, добро. Кога дојде, ние чекавме и вика, еве сега доаѓа и истражителите мои се симна доле пред зградата, затоа што истражителите од истражниот тим чека заедно со мене. Вела дека дел од луѓето кои доаѓаат со Сашо Мијалков се вработени у полиција. Што значи дека тоа е целиот јас дел од кажав медиумите, да тоа дел од медиумите го објавија. Овие беа муиве што се симна, значи што се од истражниот центар во обвинителство. А јас му кажав на адвокатот да му каже на Сашо да дојде без неговите телохранители. И така и дојде. Бидејќи знаете дека Синиша Лексовски врз база на базни станици на мобилни телефони бил на пат за Грција и се вратил на 27 април назад во Скопје, бидејќи адвокатот разговара со вас, сигурно не преку гулап му пратил порака на Сашо Мијалков, туку му се јавил на мобилен телефон. Во моментот кога му се јавил адвокатот на Сашо Мијалков на мобилен телефон, кај се наоѓа Сашо Мијалков? Во Македонија, тамо кај што живее или надвор од Република Македонија? Видете, не ми оставите да завршам. Да завршам. Да, слободно. И се симна. И вика, го гледаме сега истражителите, после ми кажува. Го гледаме, вика, возилото проаѓа еднаш, врти круг. Проаѓа уште еднаш, врти круг, фактички го чекал после. Вика, кога го видовме се мести Мишко, тогаш свативме дека го чекал да дојде Мишко. Значи Мишко го чека да дојде. Да, затоа ви кажам, не е случајно. Значи Холивуд сака да кажете. Не е случајно. Ма така не државата Холивуд. А овие вика уште еднаш ако помине, вика веќе со службено возило ќе го сечеме. Значи и после кога го виделе дека се поставува со камера и веќе им било јасно и вика го гледаме иде пешки, сами после ми кажа каде подели останале обезбедувањето негово. Јас со Сашо не се видов, они го однесоа во просторија на вториот кат, ја после си отидов дома.